Поголема поделба или поголемо право? Законот за употреба на езиците повторно создаде етнички бранување и дилема дали ја следи етничката реалност во земјава или пак желбата на политичките елити за купување на гласачкото тело. Топ тема на ваша страна побара став од социјалните мрежи, дали законот представува реална потреба или политички договор спротивен на уставот. Валентина Тупич ни одговори дека тоа е реална потреба регулирана со закон во согласност со уставот. Марина Мартиновска е со сличен став и вели дека законот е потреба и со ништо не се нарушува уставноста. Напротив, колку повеќе се даваат можности на избор, се подобрува животот на луѓето во една земја, напиша таа. Бојан Петровски пак е со спротивен став и смета дека законот е потполно антиуставен. Барањата за различни форми во различни општини задираат во унитарниот карактер на Македонија. Уставен мора да реагира, напиша тој. За Весна Томчевска законот ја дава можноста на сите конкурси македонците да се неквалификувани, зашто нас, како што напиша таа, образовниот систем не подготвува за двојазичност, а албанците да. Дел од коментарите беа насочени кон именувањето на законот како закон за употреба на албанскиот јазик, оценувајќи го тоа како тенденциозно. За Беки Мазизи Екмаса неспротивно таквото именување, бидејќи според него тоа е закон за граѓаните кои се над 20% кои го говорат нивниот јазик. Во законот никаде не пишува дека се работи за албански јазик. Ова е чиста манипулација за придобивање на што повеќе албански гласови, напиша Екмасан. Дејан Богоевски констатира дека иако се знае дека со законот првенствено се мисли на употреба на албанскиот јазик, меѓутоа пречи тоа што погрешно се именува. Според Богоевски утре може да се сменат процентите, па после повторно ќе треба да се менува именувањето на законот. Твитерџијата Ватермелон смета дека фактот што законот е презентиран како европски е смешно, бидејќи никаде во Европската унија не постои акт кој воведува реформа од таква магнитуда. Според него работите во Македонија веќе функционираат на ниво на 2 службени јазика, така да кодифицирање апсолутно не променува ништо. Господин Робот на Твитер на нашето прашање одговори дека јазикот им е алиби на албанските неспособни политичари, бидејќи не може да им ги средат условите за живот на луѓето кои ги избрале, цитирајќи го при тоа Оскар Вайлд дека патриотизмот е доблес на магипсаниот. За законот за употреба на езиците се кршеа копијата за време на политичката криза. Тој ги обележа парламентарните избори, а сигурно ќе биде дел од реториката на политичките партии на престојните локални. Сепак, на заживување на законот за употреба на езиците и во каков облик ќе биде тоа, ќе се почека уште неколку месеци.